Почитувани представници на медиумите, драги сограѓани, општина Чучер Сандево е доказ дека кога има визија, волја, честна намера и упорна работа, ниту една пречка, па ниту обструкциите од централната власт, предводена од ВМРО ДПН, не може да го сопре напредокот. Веќе подолго време сме сведоци на систематски обиди од владата, предводена од ВМРО ДПН, да ја закочи работата на нашата општина. Власта прави се преку институциите, преку министерствата, па дури и со недавање согласности за проекти и вработување со една единствена цел, а целта е да се спречи раздвојот и да се казнат граѓаните само затоа што избрале поинаква власт на локално ниво. Но ние не застанавме, работевме и успеавме. Општина Чучер Сандево во изминативе години се развива и напредува. За прв пат по децении решивме проблем кој ги мачише жителите на 5 села. И тоа Побожје, Кучевиште, Бањани, Чучер и Горњани. Летата денеска без вода се веќе минато. Сега во сите овие села има стабилно водоснабдување преку целото лето. Изградивме 10 најмодерни мултифункционални спортски игралишта. По едно во секое село, токму само за нашите деца, за младите, за целата наша заедница. Отворивме нова детска градинка која функционира безпрекорно. За прв пат воведовме целодневна настава, европски стандард кој го заслужуваат и нашите деца. Во тек е изградба на културен дом Сандево, проект кој ја зближува заедницата и ја негува нашата култура. Асфалтирани се улици низ цело село Бањани, делови од Мирковци, Побожје и цело село Горно Блаце. Интензивно работиме на капитални инфраструктурни проекти, како што се канализацијска мрежа во Глуво, Побожје, Кучевиште. За Кучевачка бара е изработен комплетен проект за канализација од 13 километри и прочистителна станица. Обезбедени се 3 милиони евра преку договор со градот Скопје. 1 милион евра од владата во 2022 година и дополнителни 400.000 евра од владата во 2024 година. Се е подготвено и единствена пречка за почеток на изградбата за оваа канализациона мрежа е токму владата предводена од ВМРО ДПН, која веќе со месеци не издава потребни согласности за режим на сообраќај. Во Горњани исто така се обезбедени пари, проекти и дозволи за канализација и водоводна мрежа, но и тука наидуваме на административни кочници од самата централна власт. Во културата, за прв пат во нашата општина, Сандево Фест стана нов препознатлив символ на културен живот. Видовдан за прв пат беше свечено одбележан со целокупна поддршка токму од општина Чучер Сандево. Повторно се организираат турнири во мал фудбал и кошарка, активирани се ликовните секции и изложбите на уметнички творби, но владата не престанува со блокадите. Не дава согласност за нови вработувања во градинките, од најавените унгарски пари ни денар не е пристигнат. Избраниот изведувач за асфалтирање на останатиот дел од нашата позната стара коцка, која е на потегот од општина Бутел до Рудникци Бањани, иако има избран изведувач, на истиот му се забранува да го изгради и тој остана дел од 450 метри. За Кучевачка бара недостасува режим на сообраќај, па не можеме да почнеме проект што граѓаните го чекаат веќе 50 години. Почитувани, ова е слика. Ова е сликата. Една мала, но упорна општина се гради и се развива, а една голема, но злобна и партизирана влада се труди да ја сопре и ништо повеќе. Дури и советниците од ВМРО ДПМН
ја кочат работата на Советот. Па еве, пред некој ден советничката од ВМРО ДПМН Маја Мистердовска излезе со лаги и невистини да ја клевети општината, а и лично мене. Иако компанијата Димовски, што ја споменува, никогаш и никаде не се јавила на јавна набавка за изведба на спортски игралишта, а таа упорно го лаже населението на општина Чучер Сандево дека истата ги изведувала градежните работи околу 10 фудбалски игралишта. Како советник треба да ги следи јавните набавки, а не дрско да лаже. За изнесените лаги и клевети очекувам и барам извинување, спротивно на тоа, согласно законските регулативи, ќе постапам јас лично. Ние ќе продолжиме да работиме без разлика на обструкциите од ВМРО ДПМН. За нашите деца, за нашите соседи, за иднината на Чучер Сандево. Ова е наша должност и чест, а народот гледа и знае да ја препознае вистинската работа и на локалните избори повторно ќе ја даде довербата на оние кои работат. Ви благодарам.